Добро, ово е, да кажеме, продукт на долгогодишна идеја и долгогодишни работи на повеќе мандати од Собранието во управувачкиот совет на Собранијскиот канал, односно на Собранието на програмата за поддршка на Собранието, поддршана од швајцарската влада, како што слушнавте. И ова е конечна реализација на таа идеја почетна која што од подолг период, значи, кружи низ Собранието. Ова ќе биде поттик за сите нас поинаку да се однесуваме во Собранието, имајќи предвид дека работата наша на сите, значи и на службата, и на пратениците, и на сите што ќе учествуваат во работата на Собранието, станува потранспарентна, повидлива. И можете да ги видите снимките и конкретно дека додека работиме во салата, системот автоматски ги превзема состојбите кои што се случуваат во салата, затоа ќе треба да водат сметка и пратениците во комуникација меѓу семна и во оно што е однесувањето внатре, затоа што сме под надзор на камерите. Значи не само каналот како телевизија, него во сите аспекти на нашите движења и постапки се превземени. Оно што го зборевме со дел од новинарите уште на првите брифинзи дека за пристапноста до работата на Собранието поради просторните неможности да се биде присутен физички во работните тела и во комисиите, сега веќе има техничка, технолошка можност да се направи стриминг и да се одбере онлайн вклучување во работата на сите тела кои што паралелно би се одвиела истовремено, како што е случајот денеска, повише комисии работат во исто време, да можат да се вклучат по желба каде што ќе треба да се вклучат. Технички тоа ќе ги добиете податоците сите соодветно кои ќе треба да ги имате како технологија за приклучување во тие работи. Така да ова е конечниот продукт на повеќе годишна наша работа и преостанала наша обврска за вработените кои што се поддржуваат преку програмата, во догледно време да ги превземе како наши вработени во соодветниот сектор и мислам дека веќе ние во буџетскијата конструкција за наредна година ги имаме планирано финансиската конструкција за поддршка на превземање на овие за форматот, значи таа е и во планот за вработување, значи кога викам за буџетот, тоа последователно е обврска и планот за вработување да е донесен за наредна година, така да и вработени бидат спокојни по однос на нивниот статус и нивната иднина понатаму дека се размислувала како целина тоа да се заокружи. Така да нека ние со среќа, нека ние во услуга на нашите граѓани, а ова што е дневното информирање утринско, ќе има можност кој има интерес да следи Собранието, да ги има тајминзите во кое време што е предвидено како активност и ќе се види техничка можност ова студија да се поврзува и со информативните табли надвор од Собранието, кои што се, знаете дека имаме информативни табли, доколку има техничка технолошка можност таму да се поврзува, значи каналот и сигналот да се поврзува и таму, па и таму кога поминуваат граѓаните може да застане да се информира што се случува во текот на денот во Собранието. Ќе направи. Така да, ете тоа е сега пракса, тоа произлегува. Сметаме дека ова студија веќе отворено. Честитам на екипата, секако кои работеа и тие што го спроведуваат технички, значи што не се присутни сега овде, и службата која што била вклучена, признание за ангажманот, за посветеноста, за професионалноста во однос на обврските да се завршат на време. Конкретно, ова порано било подготвено, ние извршивме сите контролни работи кои што требало да се потврдат дека се во ред и затоа решивме на сигурно денеска тоа да се промовира изванично. Благодарам на можноста и секако
ово е дело на сите нас кои што мако трудно работевме со консензус, благодарност и за консензусот на сите субјекти кои што учествуваа во поддршка на ова проекција, ова програма. Секако амбасадорката како носител на имплементацијата на програмата за поддршка од име на швајцарската влада.